Почитувани, владата на СДСМ ја уништи економијата. Поскапи цени за парно и струја се нивната прва владина мерка. Актуелната ситуација со БЕК отвори многу прашања. За СДСМ и навидум независната регулаторна комисија за енергетика. Согласно варирањето на цената на гасот на светскиот пазар, СДСМ и регулаторна комисија за енергетика не успеа да предвиди или предвидувано премолчаа дека БЕК нема да има услов за функционирање во грејната сезона. Второ, врз основа на кои математички пресметки, регулаторната комисија за енергетика и владата донесоа одлука за поскапување на парното за 14%. Беслимовски убедуваше дека нема да има проблем со компаниите, дека компаниите се обезбедени за грејната сезона и ги држаа граѓаните во неизвестност до последниот ден. Трето, дали овие средства со кои се врши субвенционирање на БЕК се средства кои претходно се обезбедени и планирани за оваа намена. Дополнително, оваа криза, која не успеа да ја неутрализираат, за СДСМ представуваше политичка можност да го обвинат градот Скопје и општините, кои немаат никаква улога ниту во регулирањето на цената, ниту пак во договарањето на набавките за газ. Битики и бектеши се пофалија дека е решен проблемот со парното, но одбегнаа да кажат колку пари ќе ги чини граѓаните. Уште еден поразителен факт е дека тето сега го дава гасот на одложено плаќање, без наплата, до обезбедување на ликвидноста и до потпишување на деловно техничка соработка, што укажува на фактот дека тето работи со загуба. Почитувани граѓани, ценовниот шок, кризна состојба во енергетиката која е пропатена со економска и здравствена криза е дело на оваа неспособна влада предводена од СДСМ. СДСМ е извор на сите проблеми во државата кои континуирано се рефлектираат на народот. Ви благодарам.